Се одржува конференција за деловно вмрежување во лесната преработувачка индустрија, каде што присуствуваат над 48 компании, од кои што 80 компании се домашни, а 60 компании се странски во својство на купувачи. Овде се присутни компаниите како Siemens и Scoutby, а после конференцијата на B2B средбите се очекува да се реализираат и конкретни бизнис средби. Значи домашните компании се во својство на добавувачи, а странските компании се во својство на купувачи. На оваа конференција беше присутен и министерот за финансии Кирил Миновски, кој што истакна дека бенефитот од соработката помеѓу домашните компании и странските компании е двостран, односно странските компании може да набават квалитетни производи за пониска цена, додека домашните компании може да ги пласираат своите производи на странските пазари, а така да ја зголемат својата конкурентност. На настанот присуствуваше и американскиот амбасадор Джес Бели, кој што истакна дека Соединетите Американски држави веќе 10 години го поддржуваат развојот на лесната индустрија во Македонија. Министерот за финансии Кирил Миновски истакна дека над 500 домашни компании соработуваат со странските компании во технолошко-индустријските развојни зони, меѓутоа тој број не е доволен и треба да се зголеми во иднина. Обратот кој што го прават овие компании преку својата соработка изнесува над 50 милиони евра годишно. Да ги погледнеме изјавите на министерот за финансии Кирил Миновски и амбасадорот Джес Бели. Придобивките од соработката помеѓу домашните и странските компании се на двете страни. За странските компании кои користат услуги и репроматеријали од нашите фирми, бенефитот е намалување на трошоците. Производите и репроматеријалите од македонскиот пазар имаат добар квалитет, но и пониски цени. Од друга страна, домашните компании преку соработката со странските ќе го постигнат нивото на технолошко и менаџерско знаење, ќе се стекнат со вештини за подобра организација на работата, што ќе придонесе и за поголема конкурентност на светскиот пазар. Домашните фирми ќе добијат прилика за освојување на нови пазари, за поконкурентна понуда, за извоз и задржување на тренд на добро и профитабилно работење. Крајниот ефект од сето тоа ќе биде зголемено бруто производство, зголемување на бруто домашниот производ, на извозот и вработеноста, како и зајакнување на домашниот приватен сектор. Искуствата од другите земји укажуваат дека соработката на добавувачите со странските инвеститори е голем поттик за континуирано унапредување на сопственото производство, како и можност за меѓусебен надпревар помеѓу домашните компании во освојување на соработката со странските инвеститори. The United States has a long history of commitment to supporting Macedonia's efforts to promote economic growth and development. Соединетите Американски држави долго време прават напори за да го поддржат економскиот раст на Македонија. Во таа насока овој настан ја покажува соработката меѓу македонската и американската влада со други меѓународни партнери и со локални асоциации. What support it has and what we all share is the goal of connecting small. Тоа што сите го делиме е желбата да ги споиме малите и средните предпријатија од македонската производствена заедница со странски партнери, а тоа ќе помогне да се поттикне развојот, иновациите и да се создадат работни места. Stir growth, stir innovation and create jobs. Домашните компании кои што беа присутни на настанот истакнаа дека е ова одлична можност за нив во насока на унапредување на бизнисот, воведување нови технологии, меѓутоа и зголемување на извозот.